Секое дрво започнува како мало семе поставено во плодна земја, а потоа со текот на времето со многу внимание и грижа тоа расте и напредува. Истото се случува и со нашата пензија. Таа се гради на основа на малите вложувања кои ги правиме денес. Со секој чекор, секоја уплата на нашата пензиска сметка ние создаваме услови за нејзино растење. Потребно е време и посветеност за да ја видиме вистинската вредност. Како што дрвото ни дава кислород и сенка, така и нашата пензија ни обезбедува финансиска сигурност за иднината. Затоа, важно е да почнеме да се грижиме за неа уште денес. Улогата на пензиските друштва во реформираниот пензиски систем е заради појавата на демографски проблеми. Тогаш се направи пензиската реформа пред 19 години. Демографските проблеми значат одлевање на население, старење на население. Кога нема од што да се полни фондот за пензиско како прв столб, тогаш во таа ситуација постои проблем. Од тие причини е постоењето на капитално финансираните пензиски фондови, каде што луѓето дел од придонесот го штедат, за да сами после го користат после пензионирањето, оплоден од работата на пензиските друштва. Вториот пензиски столб е клучен дел од македонскиот пензиски систем, создаден да обезбеди финансиска стабилност во пензионерските години. За оние кои се нови на работната сцена, важно е да започнат да размислуваат за својата пензија веднаш по вработувањето. Со автоматско насочување на дел од платата кон индивидуална пензиска сметка, осигурениците ги градат своите заштеди во приватните пензиски фондови, а инвестициите на акумулираните средства помагаат тие да се зголемуваат, што е особено важно за идната пензија. При пензионирањето можете да изберете како да ги повлечете своите средства, што овозможува флексибилност и сигурност. Оваа лична заштеда е ваш имот и не подлежи на извршување, обезбедувајќи дополнителна сигурност за вашите пензионерски денови. Доброволното пензиско осигурување или така наречен трет пензиски столб, како што самото име кажува, е еден доброволен финансиски инструмент кој му возможува на индивидуалците, било да се во моментот вработени или невработени, да двојат една додатна сума од своите лични финанси со цел возможување на посигурна финансиска иднина за нив како индивидуалци. Она што е секако содржано во самиот инструмент тоа е дека средствата кои се уплаќаат ние како пензиски друштва ги инвестираме како на домашните, така и на странските пазари со цел овозможување на еден квалитетен однос на ризикот и приносот во интерес на нашите членови. Доброволното капитално финансирано пензиско осигурување, познато како трет пензиски столб, е креативен начин да ја зајакнете вашата финансиска иднина. Ова осигурување функционира на принцип на капитализација, но по слободен избор. Значи вие сами одлучувате колку да вложите. Секој кој сака да ја зголеми својата материјална благосостојба може да се приклучи, вклучувајќи ги оние кои не се покриени од задолжителното осигурување. Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, односно МАПАС, заедно со нас како пензиски друштва, веќе 10-та година поред го одбележува денот за пензиска свесност. Почнувајќи од 2014 година, секоја година овој ден се одбележува на 15 септември и има за цел да ја истакне важноста од навремено акумулирање на пензиски заштеди се со цел обезбедување на посигурни пензионерски денови. Целта на кампањата е да се даде и малце поширок спектар за важноста на одржливоста и на околната средина, односно на некој начин да биде символика дека со заседувањето на дрвца, со разеленување на околината, се ствараат услови за долгорочно одржлива околина, а и тоа е и целта, да кажам, и на самиот пензиски систем, односно долгорочно да биде одржлив, а секој сам да се погрижи за себе, за кога ќе дојде на ред да зема пензија, да има доволно заштеди кои што би му ја гарантирале неговата одржлива благосостојба по пензионирањето. 4 години кампања
10 години одбележување на денот на пензиската свесност заедно со МАПАС. Меѓутоа, оно што е битно да се каже е дека овој пензиски систем ваков како што е денес постои цели 19 години. И дека де факто ние сме особено горди што следната година како пензиски систем сите друштва заедно ќе одбележиме еден навистина значен јубилеј од аспект на пензискиот систем, а тоа е 20 години на реформираниот систем на капитално финансирано пензиско осигурување. Ние во делот на поставеноста сметам дека го имаме едно од најдобрите решенија. И оваа пензиска реформа е една од најдобрите реформи направени изминатиот период. Како систем сметам дека сме многу добро поставени и дека сега почнуваме да ги гледаме и во наредниот период кога ќе почнат масовно да излегуваат пензионерите, ќе ги гледаме бенефитите од оваа реформа. Во штедењето многу е битна временската рамка. Треба да знаеме дека за да имаме остварено солиден износ, за да со солиден принос, треба да има временски хоризонт. Јас пак ќе апелирам финансиска едукација. Тоа е прво и основно нешто што треба да го направиме кај младите, па и кај повозрасните. Дисциплина, свесност за пензија, свесност за пензиско штедење и убави пензионерски денови кога сите ќе одиме во пензија. Во вториот и во третиот столб се уплатуваат средствата на посебна сметка, тие се лични средства и осигуреникот може да ги користи со исполнување на одредени законски услови. Кога ќе се исполнат тие услови, тој може да пристапи кон користење на тие средства. На сметката се уплатуваат придонеси како дел од платата што се одбива. Тие придонеси така акумулирани на сметката понатаму се оплодуваат преку инвестирање во различни финансиски инструменти на начин кој што обезбедува намален ризик, тоа значи со едно диверзифицирано портфолио. Значи постојано придонесот и принесот чинат некаква основица која што дополнително се оплодува низ годините. Пријавувањето значи и автоматско членување во пензискиот систем и со тоа стекнување на одредени права кои што поготово младите лица не ги знаат и не знаат како да ги искористат или не знаат како да се запознаат со нивните придобивки. Во најголем број случаи тежината на едукацијата е да им објасниме на младите луѓе, на прво вработените луѓе, дека имаат одредена пензиска заштеда и дека таа пензиска заштеда е распределена во првиот и вториот задолжителен пензиски столб и дека онаја која припаѓа во вториот задолжителен пензиски столб можат да ја следат на дневна основа. За вложувањето во пензиски фондови, пред се во доброволни пензиски фондови, се подразбира дека е важно бидејќи обезбедува дополнителен приход по завршувањето на работниот век. Со навремено и тековно одвојување на средства, граѓаните добиваат можност за значително зголемување на својата пензиска заштита. Па така, доброволното пензиско вложување овозможува финансиска независност и повисок животен стандард во пензионерските денови. Една од најголемите предности на раното инвестирање за пензионирање е неверојатната сила на времето како ваш сојузник. Колку подолго му давате шанса на вашиот капитал да расте, толку повеќе тој ќе расте, создавајќи основа за финансиска сигурност во иднината. На младите генерации им пренела една релативно едноставна порака, тоа е дека нивната финансиска сигурност во иднина директно зависи од изборот и од одлуките кои ги прават денес. На тоа поле треба да се добро информирани, треба да се запознаени со нивните лични финансии и да делуваат веднаш. Доколку сте член на вториот столб на пензискиот систем, следете дали придонесите редовно се пренесуваат на вашата индивидуална сметка,
како вашето пензиско друштво управува со незе и какви приноси остварува. За сите останати, бидејќи овозможено индивидуално дополнување на пензиската заштеда преку доброволните пензиски фондови, склучете договор за членство уште денес и активирајте траен налог во вашата банка за редовна уплата на придонес. Младите адекватно да се едуцираат и во таа ситуација, ако се откажат од нешто денес, пример од едно кафе, така, тоа би значело дека ќе можат да уплатат некои средства со цел тие средства адекватно да се оплодат и да им користат после пензионирањето. Ние, како пензиски друштва, континуирано работиме на твоја финансиска едукација и заедно се грижиме за зачувување на животната средина, создавајќи ги пензиските паркови. Создавањето пензиски паркови е веќе препознатлива активност за едукативната кампања на пензиските друштва. Бидејќи дрвијата се најдобрата символика за суштината на постепеното градење пензиска заштеда, во чии што плодови ќе уживаме години подоцна, тогаш кога ќе ни бидат најпотребни. Затоа е важно да размислуваме за нашата финансиска иднина, исто како што се грижиме за животната средина. Запомнете, за да порасне нашата пензија, потребно е време и упорност, исто како и за дрвијата во овие паркови. Затоа почнете да штедите уште денес. Заедно можеме да создадеме посветла и позелена иднина.